Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам навистина пријатна и ретка можност да разговарам со еден почитуван и драг пријател, колега, инаку станува збор за универзитетски професор, политичар, а во младоста и репрезентативец во ракомет. Младински. И младински, не младински, репрезентативец во поранешна Југославија беше голема работа. Рубин Земун. Добро вечер, добре дојде во нашата емисија. Добро ве најдов. И еве како што почнавме, првото прашање е поврзано со вашата родна Струга. Родени сте во Струга, сте се школувале, сте се работеле и сте живееле во Охрид, а потоа се разбира и сега сте во Скопје. Ајде малку, Рубин, за Струга, бидејќи родното место не обележува сите нас и не определува понатаму во животот. Така е. Тоа е како камен темелник, како камен меѓник. Што е Струга за тебе? Што представува? Прво благодарам што ме поканавте да поразговараме за те убави теми, убави зборови во овие многу тешки, тмурни времења во светот. Така. Се надека бе добриот збор, барем макар че дадеме на нашите гледачи малку така. светла и малку светлост во секојдневието. Малку светло во тунелот или под тунелот. Па видите, Струга е едно многу специфично место. Покрај тоа што сите познаваме како градот на поезијата, Јован Стрезовски го направи тоа да биде, да прерасне во тој беше директор таков светски центар, така и целото круг што беше кој Јован Стрезовски, Гање Тодоровски, Гане, Анте, Матеја, Матевски, така. И сите други. Што ја како струѓанин сум многу благодарен за таква идеја што им дојде на тие великани на нашето литературно творештво. Да се чуе за Струга во светски рамки. Да, затоа што Струга и Охрид единствено може да, ја и Македонија, мислам, единствено што можеме да биде препознато во светот е само културата и уметност. Точно. И треба да произведуваме што повеќе културни вредности. Апсолутно. Така да, поради тоа не само Струга тоа позната, Струга е позната и по многу нешта. Имаме еден наш стар стружанец, Јоне Кленко, напишал една убава книга за Струга. Повеќе ја напиша, не само една. И во една мисла во книгата вика во Струга нема соживот, во Струга има живот. Одлично. Значи, со животот не е нешто што треба да се набеди, таков е животот во Струга. Значи, не треба да се измислува, тоа се практикува. Мултикултурен. Иако јас лично сметам дека во Струга во суштина и била целата мисија на Климент Охридски, не во Охрид, него во Струга, има за тоа и научни истражувања, кога имаме време, че може ќе позборуваме и околу тоа. Во Струга, имаме таму кај Враниште исто една кралска црква, ја викаме, каде што, мислам дека Стефан Урош тамо се кронувал за крал во времето. Тоа не е тоа, значи, тоа што имаме во Калишта, тоа што имаме во Радожда, пештерните цркви, тоа е нешто што е навистина за Па и Григор Прличе во Белица бил учител. Така, во вашата Струшка Белица. Така е, па и неговиот вујко Димитар, како му беше, така? Да. Не беше вујко, нешто родби. Да, роднина. Роднина беа и Димитар Миладинов Константин. Да. Па и Наум, ние го забораваме, Наум Миладинов. Точно. Кој што исто ги дал своите почетоци во музиката, за македонската нација и за македонскиот народ. Меѓутоа, Струга е, зашто кажам, мултикултурна, че таму покрај македонци имаме прилично голема албанска заедница, торбешка заедница, влашка заедница, египчани, турци, нормално не го забораваме. И сите ние живееме во еден, барем јас кога сум бил таму дете, во еден толку хармоничен живот, што мултиетнички, мултикултурен живот. Што никогаш ништо не прашувавме кој е, што е, како е. И се растевме едни со други. Така што еден познат, да кажеме, ракометар, го знаеме, Веселин Вујович, легенда беше ракометар.
Тој кажуваше дека Тренер на Вардар беше на Вардар, ми во тоа време играше во пластика во Шабац, тоа на мало градче во Југославија, во Србија, на граница со со Босна и со Хрватска. И тој аж пластика беше светски шампион. Меѓутоа викаше би дал 5 години вика од овие години сега за 5 дена од тогашниот живот во Шабац. Така нешто ја би рекол за Струга би дал. Кога бев дете и кога бев млад. Така, кога беше таму. И така ја би рекол би дал 5 години од овој живот за 5 дена од таков е живот нели до во Струга во 80-те години. Ја би сека во 80-те години во Струга се живееше прекрасно. Меѓутоа ете како дете како средношколец патував и во Охрид, гимназија завршив во Охрид, во Климент Охридски гимназијата и бевме на група што стружани што одевме учевме во Охрид, меѓу една група и охриджани што доаѓа во Струга, во средната школа уче. Нели, такви беа сферовите, тоа беше насочено образование. Да. И така 4 години ги проведовме и така што во тие, да кажеме, средношколски денови успеавме да направиме круг на пријатели во Охрид. Така што за мене тој Охридско-Стручки регион е една целина е тоа нормално, и културолошки, и етнографски така натаму. И едно езерото што го делите. Едно езерото ние секоја се расправаме, треба да се ка Стручко езеро е Охридско. Да. Да, тоа е во шега секоја шега. И меѓутоа убаво од тие денови на средношколие убаво се живееше, поготово во тие 80-те години, каде што во уметноста, во културата се создава многу вредности во тогашната држава Југославија што имавме. Значи најубавите, да кажеме, песни што се направени во рок, во поп музиката, се во тој период 80-те години направени, да не ги се споменуваме, што ден денеска се пеат од новите генерации да ги пеат, така што меѓутоа, знаете, и во светот владееше на друга атмосфера на космополитизам, на солидарност, некоја, нели, се заџаваше тоа. На хуманост. На хуманост, во Африка имаше глад, па концерти се правеа Live Aid, нели, за се помогне на гладните. Воопшто и поп културата во светот беше така некако по-либерална, по-космополитска и мислам дека убави време. Денеска, за жал, младите мислам дека го нема тоа чувство. Нели, се уште во тоа време, уште тоа хипи движење беше, нели, имаше свој некоја инерција, последици. И така, сосема друг начин. Денес се гледам, младите се некако изолирани и ограничени, говор на омраза само случај. Во тоа време немаше говор на омраза. Се затворија во себе, покрај компјутерот, таблетот, лаптопот, некако, како да немаат потреба од другарување и од други. Како да се доволни самите на себе си. И постои неверојатна алиенација, отуѓување. Нешто страшно се случува. Дури и на планот на мажење и женење. Се помалку се чувствува таа потреба за склопување бракови и за наталитет. Ние зборуваме, ни треба наталитет, ама како наталитет кога премногу живеат младите сами со себе, изолирани, индивидуално. Не чувствуваат потреба. Не чувствуваат потреба. Да склопуваат семејна заедница, некој во егоизам некако се влезе многу, во егоцентризам некој се влезе. Барем ние кога деца мали, сепак да кажеме немаше ова обилие да кажеме на потрошувачка економија тогаш. Бевме радосни со многу малку. Што се викаше кога ќе појавме кај на гости кај наши роднини, како деца мали спиевме во една соба на под 10. Кога ќе биде која семејна, да кажеме, веселба, прослава, повод некој. Нели? И тоа било голема радост, сите деца дека од семејството се дружат, па спијат долу. Дури ова сега, кога им кажуваме на нашите деца или на нашите внуци, нив им делува како научна фантастика, како приказни. Како некој племе во пештерите сме живеели. Како нешто неможно, како нешто нестварно. Но, да се вратиме, Рубин, повторно на твоите почетоци, ти кажа дека си роден во Струга, си се школувал во Струга и во Охрид, но... И уж нешто, 4 години, тоа кажам, учев на албански јазик паралелка, првите 4 години. Тоа е интересно, необично. И после од 5-то деление на македонски се продолжив,
Значи немаш никаков проблем. О, браво. Никаков проблем немаше да може да се префалат и да се продолжи со одличен успех. Браво. Учењето и тоа. Потоа продолжуваш. Што денеска незамисливо. Так, точно. Ова е необично раритетно што ти го кажа, но потоа ти продолжуваш како студент на Природно-математичкиот факултет во Скопје и се определуваш за групата етнологија. Значи ти си дипломиран етнолог и ја би сакал сега, покрај прашањето, зошто токму си се определил за... Доктор по науки за етнологија. Да, на етнологија, точно. Ти подоцна и докторираш, и доктор науки си по етнологија. Значи, покрај прашањето, што представува за тебе етнологијата, зошто си се определил токму за неја, сепак сакам да те прашам. Ние неодамна бевме сведоци дека токму меѓу Охрид и Струга повторно има златни маски, откритија, пронајдоци. Во Корошиште во тоа. Да, во Корошиште. Тоа е Струшко поле. Знам дека е Струшко. Значи, Стружани сега веќе викат ова не е Требениште. Да, па и Требениште во Струшко поле. Во Струшко поле. Но, ајде за етнологијата, Рубин. Многу ли ти значеше тогаш или како дете немаше представа што е тоа? Прво, околу јас матурирав, тоа се одеше во војска во Југославската армија, прво се запишав во Белград, на Природно-математички факултет во Белград, на насока информатика. Меѓутоа, и една година студирав таму, меѓутоа тој почна да распаѓа Југославија, и започна тие, да кажеме, и борби Србија војуваше, во моја генерација одеа војници, војуваа во Вукора, вамо таму, во Хрватска, во Босна. Да. Така што на некој начин природно се постави да секоја птица лета кон своето јато, се постави дека ја подобро да сватам во Скопје. Меѓутоа тоа што ја потетував една заедница на египчаните и во тоа период дојде едно масовно будење на етничката свест. Не само египчаните, дека повеќе заедници се случи тоа. Значи, тие општествени промени што се јавија, се заселува некои идентитети што до тоа што веројатно биле скриени. Иако ние сега се чувствувавме тоа, меѓутоа се појави прашањето на подлабоко истражување идентитетот. И единствено, значи, по заслуга на еден професор сега покоен, Милор Хаџеристич, кој што беше моментаки, да кажеме, научен татко да го наречам. Да, познат професор беше. Беше тој доаѓаше истражува за египчаните, да најдено по некој начин нека тоа што ме убеди, меѓутоа ми се бендиса тоа неговата работа и така што се запишав на враќањето, обаталив тоа информатика, нешто иако е нормално доста атрактивно и може по-богато да живеевме, меѓутоа ова некоме повеќе ме привлече. Овој магнет бил посилен, таа иницијална каписла била. И решив да продолжам тука на етнологија. Тогаш имаше тука исто врни добри професори, сега ги има нормално, меѓутоа ме примија со голема љубов. Знаете, студентите по етнологија и сега кога разговарав со моите колеги, не се многу генерација, 10 до 15 до 20 се запишува. Да, помале број. И тука сите сме пак како семејство, како семејство. Многу убаво се помина, врни професори покрај Милош Константинов, еден познат професор беше, Васил Граматниковски, Васил Даскаловски, Александар Стојмилов, Анета Светиева, значи врни, да кажеме, имиња на македонската наука. Не само тука учевме, тие беа видени дисциплинарни студии. Да, и како предавачи, и како истражувачи. И на филозофскиот факултет, на социологија, и на медицинскиот факултет, Тројачанец, нели? Така што интердисциплинарни некој начин беа студиите, интересни, и таа етнологија во тоа време, пошто знаете што е во Југославија, само 3 града имаја етнологија. Тоа е една од базичните науки за секоја наука. Имаше само Белград, Загреб и Лјубљана за време на СФР. Мало подоцна се отвори во Сараево. Така. Подгорица денеска нема таква наука, да знаете. Катедра нема. Нема, значи катедра. Нема катедра. Учеа во Белград, дели? Сега може би имаја обиди да се направат. И во Скопје беше прилично проблематична така катедра. Бранислав Русич ја отвори 45-та година, па подоцна се укина. И потоа ја возобновива Милош Константинов, Хаџеристич, нели, Стојмилов,
тие беа што беа иницијатори, и ние бев ја бев нека четврта генерација од кој се возобнови тие студии, и така интересно беше, и во Македонија че почна се поголем интерес да има према етнологијата, према етносот, према етнички идентитети, традиционалната култура и така натаму. До тога, знаете, се луѓето не го разбираат, значи во тоа време прилично многу слаб беше интересот према историјата, према културата. Зборам за време Југославија. Да. Дури со независноста оде подлабоко да се истражува. Па и не беше многу пожелно тогаш да се зборува за различноста, за осамостојувањето, повеќе се инсистираше на една унитарност и повеќе се одеше на идејата на југословенството, на заедништвото. Што не успеа, како идентитет југословенски не успеа. Да. Не дека имаше нека пресија, меѓутоа се почитуваја идентитетите на, да кажеме, шесте народи, ама не оседеше длабоко во општеството околу човеките вие. Да. Значи имаме примери во Хрватска и во Србија за истиот проблем се жалат и во Словенија, дека ната и во Босна. Теоретски постои една теза и едно верување кое што за жал се обистинува во практиката, вели секоја група се создава за да се одгрупира, за да се раздружи. Сеедно дали е музички состав, дали е поетска, писателска група, тоа не е вечно, не е трајно. Зошто? Зашто тоа е група на индивидуи. И тие индивидуи, кога тогаш, ќе сакаат да бидат посебни, самостојни и да се издвојат. Што е нормално. Што е нормално. Па секој индивидуа со себе носи културно наследство од своето семејство. Така. Што сака да ги сочува и тие вредности на своето семејство. И живее во едно општество на голем број на индивидуи. Така. Сега сакам следното прашање да биде поврзано со она што и денеска сте, ама и еден добар период од вашиот живот го поминавте и го работевте, бидејќи сте професор доктор, вие сте вореден професор, универзитетски професор. Не работам повеќе на универзитет. Да, ама работевте. Работев. Откако завршив со... Јас сме запознал универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид. Сега сакам да ве прашам, иако велите дека не работите, сепак да ве прашам, има ли поубава професија од професурата? Има. Има? Ама не е ли кај нас има. Добро. Порентабилна, попрофитабилна. Ама сепак не е профитабилна, да кажеме не е авантуристичка, со поголем број на предизвици, нели? Истражувачката работа за мене повеќе. Истражувачката. Ајте, самото тој порив да постојано се истражуваат нови сознанија, нови видици, подлака да се науката. Значи повеќе институтската работа, а не професорската. Добро, институтската назима, да, меѓутоа дали, тоа сме на терен повеќе. На терен да се оди. Назима, да, треба да се седи да се работи. Ништо јас. Истражувачката работа за мене е поголем порив околу професорската работа. Сега морам да им се обратам на гледачите и да кажам дека не случајно колегата Рубин Земун се определил за етнологијата и еве јавно кажува дека повеќе сака да истражува, повеќе сака да биде на терен. Да. И да чита нормално. И да чита, се разбира. Литература се имаме. Знаете, за време на, кажеме, пред независноста, многу малку имавме ние пристап до светска литература. Точно е тоа. Сега имаме еден пристап огромен до светска литература, поготово со интернетот и навистина. Има нешто можно да се читат изворени дела во светот, што се направи, поготово за антропологија, нели? Етнологијата и антропологијата денеска има знак на еднаквост, културната антропологија или социјалкултурната антропологија. Значи такви дела што може да се читаат веќе, мислам што како студенти сме ги немале тие пристапи до таа литература, мора да кажеме. Ја ќе кажам една анегдота, анегдотите се вистински настани, вистински случувања. Кога дојде Едгар Морен, како добитник на Златниот венец на Струшки течај на поезијата, јас тогаш работев во Нова Македонија и правив интервју со Едгар Морен. И му поставам прашање и меѓу другото му се повикувам на негови книги. И тој вели, од кај ги знаете вие овие книги? Тој мислеше дека ние во Македонија немаме никаков допир до неговите книги. Ја му кажав дека ги имам неговите книги. И тој е еден од исто врвен антрополог. И тогаш сватив дека направив грешка.
бидејќи кога му кажав дека има негови книги кај нас објавено, тој беше збунет, фактички неговите книги биле објавени на диво. Тој не ни знаел дека се преведени, дека се објавени. Немаше тоа авторски права. Да, и јас фактички направив проблем со таа информација што му ја дадов. Но, следното моје прашање ќе биде поврзано со политиката. Вие бевте пратеник во Собранието на Република Македонија, го направивте тој спој на политиката, од една страна, од друга на образованието и науката, но и на невладиниот сектор. И посебно сакам да го нагласам тоа, бевте прв човек, односно носител на националната стратегија за едно општество и интеркултурализам. И интеркултурализмот. Па сакам малку повеќе да ми кажете за тој спој на политиката, образованието, науката, но посебно за овој, би рекол, извореден проект, едно општество и интеркултурализам. Стратегија, национална стратегија. Бевте прв човек на оваа стратегија. Добро, јас ја реализиравте. Од ред причини што се случуваше пред 2016 година во нашето општество, така една група на интелектуалци решивме дека може време да се приклучиме ние во политичкиот живот, за да може да дадеме некој се смерува, бидејќи не само кај нас, во главно гледаме и во регионот и пошироко, дека научниците, со интелектуалниците, избегнуваат да се вмешаат политика, меѓутоа понекогаш стварно работите забегуваат. Политиката ја водат често некомпетентни, несручни лица. Добро, се не би рекол така, секој човек компетентен има исклучоци, се разбира. Својата, меѓутоа, на крај кажува, резултатите, нели, во спортот и во политика, во науката, секојаш има резултати на крај. Така, што е постигнато? Така. Тука нема лутиш. Така. Ти што најдобра намера сака да дадеш. Или има резултат или нема. Така, сакаш да биде светски шампион во ракомет во фудбал, ама резултатот е дека ние сме 20 место во светот во ракомет и тоа нема тука. Трета или втора лига. Така, нема лутиш тука, тоа е. Така што и во политиката, значи има луѓе што навистина влегуваат со добри, честни намери да направат, меѓутоа и во политиката и во спортот, дека понекогаш зависи од почетокот контекст на кој што еден поединец или една партија нема може да ги смени сите општествени текови. Какво е вашето искуство? Ви биле ли повторно политичар? Па да, јас се уште со представна партијата ПОЕ. Така. Мислиме дека за мене е дека Македонија мора да биде членка на Европската унија. Така. Ја ќе дадам максимум што можеме, што побрзо тој процес да го завршиме. И да одиме. И во таа смисла и ова едно општество. Знаете, извештаите што доаѓа, не само што доаѓа, што ги имавме ние, и кога имаме сектор, дека Македонија, за жал, од независноста па навамо, а поготово после Охридскиот рамковен договор, стануваше се повеќе поделено општество. Нели, се делевме и се делиме по многу линии, а особено етничката и политичката сега е активна, меѓутоа религиозната и етничката се тие линии што начинот што го делат, место да го хармонизираме, да нема што кажавме, да нема некоја се разлика меѓу луѓето, него секогаш да успее квалитетот. Охридскиот ракковен договор, иако јас го поддржувам, го фалам, сепак има некои аномалии за кои што ние многу малку зборуваме. А што не зборуваме не превземе какви политики. И една од тие аномалии е поделеното општество. Нали, тоа е балансеро што кажуваме дека натаму донесе до поделено општество. Да. За може да елаборираме тоа. Да. Меѓутоа тоа е нус производ. Секоја работа има и нус производи. Так. И тоа се повеќе и повеќе растеше и поради тоа сметавме на група на те што се бавиме со мултикултуралистички политики дека треба да се тука треба мора да споменам. И лично и конкретно Атанасов, да се Петар и се даде так. Ана Чупеска, природне даде и така што има и други Аладжовски Роберт нормално. Тој после ја водеше стратегијата која јас да патетик, така што неколку луѓе кои што те застанавме и кои што имавме искуство од мултикултуралистички политики, имаше луѓе што не беа во политиката, што беа надвор, што дава придонес во таа работа. Целта беше да ги соединиме и политичкиот сектор, и невладиниот и академскиот сектор во една заедничка цел за нашето општество. И сега тоа едно општество во главном имаше големи реакции, поготово од овие, да кажеме, групи и струи, кои што на етни национализмот профитираја. Значи, етни национализмот дава профит на одредена елита. И тие нормално
го напаѓа, тоа што нормално го ќе им се намали профитот. И измислува многу работи, те еднакво да не е една, него да е еднакво, што исто опасна теза, или тоа имавме на дискусии со предишниот премиер, дека тоа е еднакво, иако добро звучи еднакво општество, друго е еднаквост на луѓе, а друго е еднакво општество. Прво тоа е комунизам, тоа е комунизам, а второ еднакви општества е дека постојат две општества кои ќе ги изедначат многу опасна. Да, различно е едно и еднакво, апсолутно. А во таа дефиниција на едно општество ние внесовме и еднакви можности за секој човек. Тоа е битно. Секој човек да има еднакви можности. А не може да се ние еднакви. Значи тоа е илузија, утопија е тоа. Нели? Не може да се видиме еднакви, што прво сите носиме своји карактеристики, особености, културно наследство, профили во образование, не може да сме еднакви. Ама да имаме еднакви можности, сите мора да имаме еднакви можности, кога нешто сакаме да направиме успех. Тоа тешко го разбереме се уште поради тоа наследство од комунизмот, од социјализмот, меѓутоа и поради злоупотребување на одредени елити. Така што, како стратегија, успеавме да ја направивме. Имавме голем, широк процес, консултативен процес. Меѓутоа, веднаш го почне имплементацијата, за несреќа, нели, започна кај нас и во светот започна таа епидемија на ковидот. Се до тоа што го планиравме во таксиен план, се до тоа на некој начин, како да кажеме, требаше се модифицира, секоја модификација такви услови е нешто лошо и фатија други работи. Меѓутоа, добро е што имавме политичка волја, да пренеше пример Зоран Заев и не само тој, него и пошироките луѓе што тоаш беа decision makeri, тие што носи одлука, ја прифатија таа работа, идеја, поточно Зоран Заев ја зеде и како фронтмен да биде на тоа како политички, што мислам дека, тоа е тој спојот што кажувате, да политичката на ова, сега колку и тој профитира тоа политички, не знам, нека кажуваат не профитира, дека натаму. За нас како научници беше една добро искуство и се уште едно добро искуство, како да се направи консултативен широк процес, а ја гледам дека голем број на мултикултуралисти од регионов и од Европа не цитираат за таа работа, што во Македонија се направи првата стратегија национална за интеркултурализам. Само Канада има до сега таква стратегија во светот, во Европа сме први. И тој модел како така да ги идентификуваме проблеми, па да најдеме човек за тоа, нели, мерката што треба да се преземе и така натаму, беше интересно. Може да кажеме во пракса, тој не ни очекувавме дека тоа ќе успее за 3 години, ние и во самиот стратегија дека ова е процес што треба да трае 30 години. Да. И тоа требаше да го преземе на некој начин, може би после подоцна и МАНУ, академијата, или да го преземе да тоа оди во собранието на усвојување со широк консензус, меѓутоа условите политички не налагаат други ова, затоа што тоа е процес на градење од поделено во едно општество. Да. Тоа е процес што треба како што траеше 30 години поделено, се треба 30 години да кажеме и хомогенизацијата. Сега втората стратегија видовме кога имаше голем број на реакција на тоа едно општество, дефиниција, не го разбираат точно луѓето, па зборува се и се што. Има многу против. Тоа што никој нема против е дека ние одиме према Европа. Европската унија ја користи терминот сличен на нашиот проблем, интеркултурализам и општествена кохезија. Втората стратегија што направивме, пред да биде изборите усвоена беше, така се нарекува сега, стратегија за интеркултурализам и општествена кохезија, што некаде е приближно на тоа едно општество. Меѓутоа, сега гледа новата влада, повторно тоа не сака да го нешто зафеси тоа сериозно, иако тоа е влезно во скрининг извештај од Европската унија, тоа е бенчмарк за Македонија, ама кога ќе почнат преговорите, тогаш ќе дојде тоа на маса. Сега за сега не име во агендата, гледа да го решат тоа прашањето со преамбулата, како да се реши, и веднаш кога ќе почнат преговорите, поглед 23 ќе дојде прашањето на имплементацијата на стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија. Се надевам дека сите фактори се согласни дека такво нешто ни треба. Значи нема тука што политика, нас се треба една сплотеност, една кохезија, едно разбирање, толеранција. Тоа е. Сега има еден мал коментар во врска со ова. Добро е што вашето искуство, тој спој
на наука, на образование, на политика, преку вашиот проект и стратегија, сепак, еве и сега, беше неодамна јавно побарано, констатирано, да се вклучат и академиците и МАНУ. И јас мислам дека апсолутно и академиците, универзитетските професори и сите умни глави, личности во државата, треба да бидат и конкретно и попрактично вклучени, а не само изолирано и теоретски надвор од политиката и од политичарите. Но, сакам да... Знаете што, пример, во Европа, ете во Германија да ја заеме, еден доктор на науки не може да успее во кариерата, ако покрај интелектуалната работа нема и практична работа. Нема и така значи 50 со 50. Не може теорија без пракса. 50. Кај нас во главном све се оди на кабинетската работа. Теоретски. Така што ќе мора така да практичната работа повеќе да се. Апсолутно. Сакав да ве прашам нешто исто. Председател сте на една политичка партија со многу убаво име. Мене ми се допаѓа, ПОЕН. Бидејќи и самите овие 4 букви, ПОЕН, асоцираат на поентирање. На поентирање, на победа, на успех, на добивка. Ај кажете ми накратко нешто за оваа партија. ПОЕН значи кратенка на партија за општествен и економски напредок. Тоа е. Партијата некаде се создаде порано со името Алијанса за позитивна Македонија, се заджавате тоаш, кога беше Минчо Јорданов, Лупчо Зиков беше прв председател, Бучковски беше тука, имавме една плејада имаше на плејада. И на интелектуалци, и на убави луѓе, искусни експерти од различни области. Меѓутоа, можеби таа идеја беше мало и пред време. се појави и знаете што, многу е битно и луѓето со какви намери влегува во политиката. Ако некој влегува во политиката да каже ја ќе направам профит, и се разочарува и се трга. Брзо ќе се разочарува. Ако некој како ние што сме се тука влегуваме со некој да направи подобро да биде за да подобри квалитетот на живот. Дали моето влегување во политика да подобри квалитетот на живот, не со на мене. На околината на сите. Така. Тоа е мојот мотив влегување во политиката. Сега некој влегува за профит, некој влегува за различни интереси, некој за да прави кариера и дека натаму. Така што поради тоа таа партија веднаш после тие избори, кажеме 2014, ове големите, кажеме, звезди што не беа партијата, на некој начин се повлекува сами. Природен беше процесот, тоа не е нешто, некоја чистка се правило, па не знам што, па некакви струења, па фракции, така натаму, природен процес беше. И таа една група што, размислувавме, да го кажам, таа една празнина што се уште постои во нашиот простор, а тоа е дека во нашата партија ние немаме, во нашите општествени или политички спектрум, многу малку се партии што вистински практицираат интеркултурализам. Значи, во нашата партија имаме од сите заедници, не прачуваме кој што е. Ја Египет се председна партија. Во председателството имаме Црногорци, имаме Македонци, имаме Торбеш, имаме Турци, имаме све. И не прашуваме кој што е. Така. Гледаме да направиме нешто. Може би утописка идеја за Македонија, не знам, ама ние ја практицираме. Не е утописка, добра ви идејата. Во ова, да кажеме, во овој контекст моментален што е, може би во национално елитички. Може би малку идеалистички. Идеалистички може би. Ајде, не се знае никога. И квалитетот, дајте ми уште една работа. Во големите партии е квантитетот, тоа е неспорно. Ма во малите партии е квалитетот. Ако некоја жеде во покана да дојде во нашата партија кој председателство, тоа како да е Академија науки. Да. Сега сакам да ве прашам, бидејќи сте почесен председател на Сојузот на балканските египчани. Моето прашање е, во кои други балкански земји ги има, живеат, работат, создаваат египчаните и дали се доволно прифатени и признаени? Значи, кратко вака. Целиот е процес на етничкото, да буде етничката свест, да египчаните започна во Струга и во Охрид. Во некаде 80-те години на минатиот век. И првата, да кажеме,
општествено организирање на египчаните на Балкан се случи во Охрид 90-та година, во прадешна Југославија тоа беше. И, знаете, тој процес подосна се расшири со и за тие што беа од тоа време, ја бев дете, нели 10-15-10 годишен, за тие што ја почна тај, да кажеме, таа организација, тој процес многу брзо се расшири во други земји на Балканот. Така. Во кои Најголем број на египчани сега имаме, пример во Албанија. Во Албанија. Албанија. Во Косово, дури во уставот на Косово се влегува египчаните и има резервирано место таму. Мислам, после војната што беше. Во Србија, нормално, во Црна Гора. Сега, ако гледаме етнографски, најголем број на египчани живеат во Грција. Во Грција. Меѓутоа, знаеме која е политиката на Грција. Јасно. Не баш тамо нешто има услови плодна почва тоа да се развива. Има и во Бугарија египчани. Меѓутоа, од овие, кажеме, земји каде што се дозволува тоа, да кажеме, слободно изјаснување идентитетот и слободно организирање, право на организирање, ето и во Албанија египчаните влегува, се споменуваат во законот за заштита на заедницата, тоа се случи пред 5-6 години. Во Србија има национален совет на заедница, така е таму по закон. Има национален совет на националната малцинство на египчаните. Во кажаве во Косово имаме во уставот, имаме пратеници на место. Тамо кај што целата работа почна, после околности во Македонија сме најневклучени. Ете сега се надеваме со промената на уставот што ќе биде. И египчаните се дека ќе влезат. Се во предлогот. Во предлогот. Дека и тоа ќе се. Знаете, не е само за да зборам за египчаните. Реално во Македонија треба да имаме, по моје мислење, таква една промена. Пример, уште потрагично се трагично од водници. Хрватската заедница, словенска и црногорската. Знаете ли зашто? Ние живееме на земја каде што сите народи беа конститутивни народи на Југославија. Со тоа и во Македонија се тие конститутивни народи. Така. Сега, со независноста, тие станал конститутивен народ, стана малцинство што не се споменува во преамбула на устав. Македонци ги имаме во хрватскиот устав, пример. Така ли? Споменуваат. Треба и во Србија обратно пропорционално. Во Србија имаме национален совет на македонците во Србија. Во Црна Гора исто има. Босна е специјален случај, и кои таму имаме. Така што, ете да кажеме, овие кои што така наречен институт стекнато право е тоа во Джамаат носи. Ти не можеш да одземиш право некој малцинство што го има стекнато. Словенци, хрвати, црногорци, значи тоа требаше уште старт да се тоа става во преамбула. Ако ти го ставаш, мислам, која логика да ти ставиш бошњаци, а не ставаш црногорци, хрвати и словенци. Така? Да. Мислам, нема логика работа. Тоа е. Па не знаеш дали е намера или е превид. Па не знам. Не знаеш како во политиката е негува луѓе што мада мислам тие што го пишувале уставот се прилично да кажеме и образовани луѓе, така што. Сега во врска со ова да ве прашам, вие сте експерт за прашањата на националните малцинства. Дали се малцинствата рамноправни со другите поголеми заедници кај нас, конкретно во Република Македонија? Кратко, какво е вашето видување? Таа тема е прилично деликатна. Знам дека е деликатна и широка. Ако зборуваме за индивидуални права, мислам дека сите сме еднакви. Добре. Ретко некаде имаме организирани групи, сега не треба да зборуваме. Пример Торбешка заедница, јас сега бев во Ростоше и имаме еден проект таму за организирани групи. Значи стварно е тоа една индивидуа што живее во село како што е Ростоше и една индивидуа што живее во Скопје, не се еднакви, така ли? Значи нема условите да биде таму еднакво во Ростоше. Никакви услови нема. И други села, да зборувам вамо во кај Јоруците, да зборувам во Радовичка, значи тука имаме проблем. Ние не сме обезбедили прво за сите луѓе да живеат во еднакви услови. Негов избор кај ќе живее. Ама мора да има пристапот до јавните услуги, мора да му биде, значи тоа се стандардите европски. Значи дали некој ете во Словенија има голем број наши, дали некој живее во село и во град Словенија, све едно име на нив. Да. Дали некој живее на бред до Триглав или живее во Лубјана. Да, условите се многу слични. Браво. Така. А кај нас ништо за тоа. тоа. Се различни. Или во Германија голем или Холандија каде подите, значи
Дали тој живе во село или во град, никаква разлика нема. Кај нас е голема разлика, значи тука не се еднакви. А за жал некои заедници се такви што живеат по села. Сега, кога до колективните права, тука ние мало ја промашуваме работата. Значи, ние сите другите, да кажем, заедници се на некој вид заложници на македонско-албанските односи со Македонија. Во втор план се ставаат. Само пример ќе кажам, ние 98 ја подпишавме Европската повелба за малцински регионални јазици. Ние ратификувавме воопшто до сега 20 колку години, ние сме 26 години не сме ратификувале, а имаме работи кои што не се добри, пример влашкиот јазик се губи, тоа е колективно право. Да не зборуваме за другите права. Ете влашкиот јазик се го земе кој што е во преамбулата. Сега, бидејќи сме на самиот крај од емисијата, а ми дадовте шлагворд, рековте колективни права, јас сакам да ве подсетам и гледачите ги подсетам, да ве поврзам. Вие ја покренавте меѓународната и традиционална научна конференција за водици во Охрид во јануари 2025 година, значи нареднава година, наскоро за неколку месеци. Темата за еден месец, темата ќе биде токму колективната меморија. Ова конференција е ваша идеја и убаво што еве се 13 година поред. 13 година поред успешно се реализира. Се надам не е баксузен број. Нема да биде баксузен. Јас сакам сега на крајот од емисијата да ве замолам со една од овие бои да изберете. Црна, плава и црна. Која сакате? Со која сакате? Овдека да се подпише, да го напишете. Стандардниот плаво. Да, плавото нека биде. Синото, значи овде напишете во вашето име и презиме, а овде една ваша порака. И ќе ни се подпишете. Тука, Рубин, Земон. Овде Рубин една порака, една мисла, бидејќи од овие свитоци, ние после ќе направиме изложба на учесниците во емисијата Употреба по вистинскиот збор. Така се вика емисијата. Порака за емисијата или зашто? Не, општо. За животот, за зборот, за политиката, што сакате. Ваша една мисла, една сентенца, една... По ваш избор. Од многу идеи, една, изберете една. И временски притисок ми правите. И ви правам, да, зашто сатот од режија ми кажуваат имаш уште 2 минути. Да, ќе го прочитаме заедно. Напишете. А за да се прочита, треба нешто да се напише. Ете, Македонија. Добро. Заслужува. Добро. Подобро. Доста е? Доста е. Извични, подпишете се скратено. Ви благодарам и еве вака со рака сакам лично да ви честитам за се што досега имате направено. И напишано, и предавано на студентите, и организирано конференции, трибини, работилници и слично, бидејќи сте филантроп и секогаш мислите на луѓето. Тоа е многу битно. Па хуманизмот е една од големите придобивки на човекот. Така е, така е. Не, и ренесансата, но хуманизмот е прво, после ренесансата. Така. Хуманизам и ренесанса. Така е. Благодарам на вас за поканата и беше драго што гостува во вашата емисија. Јас ви благодарам лично и нашата телевизија, Вистинска телевизија, ви благодари за оваа емисија.